Во студиото на МИА денеска разговараме со председателот на Судскиот совет, Сашко Георгиев. Господин Георгиев, ви благодариме што прифативте да бидете дел од овој разговор. Благодарам јас на поканата. Еве, тука сме што можеме да споделиме како информации, податоци од нашето работење. Повелете. Председателе, најпрво, извештајот на Европската комисија вели дека нема напредок во правосудството во државава. Каде алоцирате одговорноста за ова? Добро, вака ќе истакнам дека го следевме деновите извештајот, актуелно е тоа прашање, меѓу другото ќе истакнам дека во најголем дел е реален по нашето согледување, тоа се реални стари проблеми во работењето, во функционирањето на сектор правосудство, каде што припаѓаме и ние. Во најголем дел тоа се реални стари проблеми, но јас приметувам дека извештајот за последниот период станува збор за период опфатен на 22 година и дел од 23 година, некаде до периодот на 6 месец, периодот кога јас од мај месец сум избран за председател на Советот, односно од пред состојбата кога во месец април се случи промената на председател на Судскиот совет, конкретно за Судскиот совет во тој извештај, со тоа што само ќе се надоврзам дека еден добар дел од последните 4-5 месеци од резултатите на Судскиот совет не се опфатени, веројатно тоа би било за наредната година, каде што имаме избор на судии, избор на председатели на судови, постапки за судии, каде што се завршени или дел од тие се веќе во фаза на завршна фаза за седница, така да сметам дека поголем дел е опфатен дел 22 и до некаде до средината на 23 година, до јуни месец некаде. Добро, но во истиот тој извештај како негативно беше нотирано и разрешувањето на вашата претходничка Весна Дамева. Еве, ако можам да ве прашам, како вие би постапиле доколку сега вашиот заменик ве разреши на истиот начин и тоа биде нотирано како негативно во следниот извештај? Да, тоа го констатиравме дека е спомнат овој настан. Факт е дека се случи тој настан, од друга страна таа процедура, како процедура во услови кога немаме пропишано процедурални законски решенија за случај кога би имало разрешување на председател, тоа се случи со 9, првин беа со 7 гласа, а потоа беа со 9 гласа од страна на членовите како одлука. Тоа се случи, од друга страна, значи на наредна седница имаше седница за избор на председател, каде што бев избран јас. Само ќе истакнам дека во овој дел се, од тоа што ми е познато, дека се води постапка пред Управен суд од страна на колешката Дамева, која што со Управниот суд чекаме да се произнесе, да ги утврди своите ставови како одлука. Инаку, јас и во други и интервјуа и медиуми имам истакнато дека тоа е празнина во законот и сметам дека тоа во догледно време мора да се согледа, односно веќе е согледано, него да се реши како еден законски осврт како во случај кога нели и конкретно одредено тело, во овој случај Советот, би имало врз основа на кои законски рамки и во кои случаеви може да се размислува со закон уредено да се изврши промена на председател, кој што веќе има претходно мандат. Добро, имајќи предвид дека тоа беше направено без ете, како што видите, законска одредба, дали можеме да го сметаме за легално и легитимно? Значи вака, Советот раководи и располага и работи врз основа на мнозинство на гласови. Тоа е општо познато. Значи, тоа е со закон уредено дека сите одлуки се донесуваат со мнозинство на гласови. Сега, како колективно тело, тоа беше одлука на мнозинство на гласови од телото, односно Советот, каде што со 9 гласа за беше констатирано дека беше разрешена претходната председателка и тоа е одлука која што мнозинството ја донело, ја прифатило и ја спровело. Врз основа на таа одлука е закажана седница за избор на нов председател. Ако не се лажам, и тука беше вклучен Бадентеровиот принцип, дали даде некаков придонес и дали воопшто дава придонес при изборот на судии? Не, значи, согласно постоечкиот закон за судски совет, Бадентеровиот принцип не е предвиден за избор на председател на Советот. Е предвиден за избор за председатели на судови,
а за избор на председател на Советот не е предвидено. А дали генерално дава придонес при користењето на истиот? Па добро, значи колегите кои што гласаат по бадинтерно мнозинство, редот националности, значи се активни во тој дел, но не е пресудно дали ќе бидат сите со мнозинство во овој случај, дали ќе бидат сите со мнозинство за одредена одлука за председател или за заменик на Советот. Станува збор, значи законски е уредено тоа само за избор на председатели на судови или за избор на судии каде што има над согласно законот малцинство над 20% евидентирано согласно пописот. Што значи дека не е предвидено за избор на председател или заменик на председател на судскиот совет бадинтерно мнозинство. Добро, но при изборот на останатите суди по судовите? Да, таму е законски утврдено дека е потребно и нужно нужно да гласаат мнозинство од членовите кои што се значи избрани со бадинтерно мнозинство. Станува збор за 5 колеги суди, меѓу кои сум и јас, значи јас сум по националност зла и застапувам таква мацинска националност. Од друга страна, значи потребно е од 5 овие колеги најмалку тројца како мнозинство за да го поддржат одреден предлог, односно избор за председател или избор на судија. Во таа насока ми беше прашањето дали можеби имате дополнителни предизвици во тој дел. Предизвици во смисла на со бадентеровиот принцип и со оние кои што гласаат, дали често се разликуваат гласовите? Значи, видете, нормално е да има разлики, нормално е да има различни дискусии, различни размислувања, но имаме состојби кога тоа е веќе можеби 20 година, колку што ми е познато од периодот на 2002-2003 година кога е воведен овој принцип и во собрание, и во судски совет, и во совет на јавни обвинители. Но можеби е време, размислувам дека да се најде некој соодветен начин за да се најде друго некое законско решение, како предлог решение. Застапеноста сметам дека е нужна и потребна во ваквите тела, како и судски совет, но од друга страна дали е тоа правилно и добро решение за сите овие 20 години во иднина да се применува тој начин со гласање при избор на судии. Јас сметам дека е многу најбитно да на граѓаните им овозможиме избор на квалитетни добри кадри, судии. Најмалку е битно некогаш од која националност. Знаете како во пракса го споредувам тоа како кога некој пациент ќе оди на преглед, на лекарски преглед и го бара најдобриот доктор, не прашува која националност е овој доктор. Битно е и судиите да бидат добри познавачи на правото, на законот, од друга страна да бидат со свој интегритет, да имаат доверба во средината кај што работат, а најмалку е битно и прашањето која националност е. Така да сметам дека во догледно време би требало тоа да биде предмет на размислување во смисла да се изнајде начин како да бидат застапени, од друга страна, значи овие националности, од друга страна да не бидат пресудни националната припадност за одреден избор. Во ред во делот со разрешување на председател, одредбата која што не постои, нели Министерството за правда веднаш по извештајот формираше комисија за измени и дополнување на законот за судски совет. Дали сметате дека тука можеби ќе се промени нешто во овој дел и што воопшто очекувате од таа работна група? Јас вака ќе истакнам, Ангела, дека значи, добар момент е можеби после се тоа, значи ако веќе се пристапи кон измена на Закон за судски совет, до сега во изминатиот период имавме многу такви состојби кога се вршеа под призмата на реформи, па се вршеа додавки, измени, значи на законски решенија, но во пракса за кратко време се покажуваа како недоволно практични. Сметам и повикувам на оваа работна група што на потек да ги реформира законските решенија во делот на судскиот совет, да бидат застапени практичари кои што работат со тој дел, бидејќи во минатото имаше многу случаи каде што за ред вакви или слични состојби, каде што беа застапени повеќе професори и луѓе кои што теоретски само ги применуваат законите, а најдобро решение сметам дека се решенијата кога ќе бидат практичари во смисла на тоа на реалните аномалии и проблеми во тековното работење. Така да ова како
како празнина и како решение во иднина. Значи, крајно е нужно да се предвиди и да се разработи како законско решение, а верувајте дека има многу, јас лично имам многу такви состојби каде што перцепирам дека се или неускладени законски, или се контрадикторни едни на други, или имаме состојби каде што самото законско решение води во еден круг каде што не може да се изеде соодветно решение, а како закон мора да се почитува и мора да се спроведува. Значи, се надевам дека сите овие така речени аномалии ќе бидат детектирани од работната група и дека ќе има соодветно решение од практичен аспект. Во ред, бидејќи сте подолго време во пикот на јавноста во однос на вашата работа, ве прозва и американската амбасадорка Анџела Агелер. Морам да ја цитирам за да ја прашам да ја коментирате нејзината изјава. Вели, мандат на судскиот совет е да обезбеди правилно и транспарентно функционирање на судството во оваа земја. Со жалење можам да кажам дека видовме малку докази за исполнување на овие свети обврски. Значи, да, јас слушнав оваа изјава, во добар дел се согласувам, но јас ќе, вака, во делот на транспарентноста, само ќе нотирам дека јас припаѓам таму како член на Судскиот совет од крајот на 18 година и со законски измени од 19 година, 2019 година на Закон за Судски совет, а и посутувањето на така речено безброј обуки во делот на проширување и изголемување на транспарентноста. Значи, сметам дека транспарентноста е доста зголемена, но некогаш имаме проблем со, како да речам, правната фела, дали се подразбира што е транспарентност. Јас и ден денес ќе истакнам со некои колеги или вака на форуми каде што разговараме и дискутираме и ќе истакнам дека добар дел некако лошо ја перцепираат транспарентноста. Транспарентноста не значи само камери и да се снимаме и да презентираме на јавноста и на граѓаните кој што кажал и како тоа негово убедување, или тоа е еден можеби мал дел од транспарентноста. За мене е транспарентноста од кои причини во одреден случај, дали при избор или за разрешување, треба да се каже кои се причините зошто е избран овој кандидат, а не е избран другиот кандидат. Значи, тука е транспарентноста. Ние, ако одиме низ транспарентност само дека да преку тоа видео камери или медиуми, не е тоа доволно само да се пренесе кој како бил избран. Значи, треба причините конкретни. По однос на транспарентноста, за мене, тоа го имам истакнувано и претходно, и вака и медиумски и со интервјуа, дека треба да се знае точно конкретно судија, кандидат, какви резултати постигнал, колку предмети решил, колку предмети му се укинати, од кои причини му се укинати, дали се повторуваат исти или идентични проблеми при укинување на предмети. Значи, тоа е една генерална проблематика во транспарентноста која што ние мораме да ја конкретизираме транспарентноста во смисла со кои причини и образложение зошто така се одлучило. А некои очигледно ја сваќаат транспарентност дека тоа треба да биде само на простор на медиуми, пренесено или визуелно или како. Причината за транспарентност е од причините со образложение, со добро образложение. Така да во тој дел се согласувам дека можеби е недоволна и треба да се надградува. Но вие веќе почнавте, мислам, да ги образложувате причините на јавните седници за изборот на суди. Да, тоа е предвидено со новиот закон од 2019 година, но вака ќе кажам, тоа е индивидуално е. Значи, треба колегите, меѓу кои припаѓам јас, конкретно да се каже од кои причини гласал, што го убедил членот за да гласа за или против. Во изминатиот период, искрено да кажам, дека сега и како председател, можеби нешто е зголемен тој дел, значи барам отчетност во смисла на тоа да се каже конкретно од кои причини гласа или не гласа колегата член. Претходно имало случаеви кога што сум реагирал, а тоа не сум реагирал на такви ситуации, а тоа имало такви случаи што најмалку е да му се честита на гласа за и да му честитам на колегата што е избран. Значи, не е поента да му честитаме, поентата е дека да кажеме од кои причини сме убедени дека овој кандидат ќе биде правиот кандидат и тоа ни е должност да го одбереме најдобриот меѓу. Нема дилема дека сите колеги кои што најголем дел од колегите се соодветни во смисла на тоа дека квалитетни, но кога е ограничен делот, кога може да биде само еден, двајца, мора да се
нотира од кои причини токму се гласа за тој кандидат. Во овој дел само уште едно прашање. Знаеме дека мнозинство членови на Советот ги избираат судиите, додека пак анкетата на ДКСК и ОПСЕ покажа дека над 2/3 од судиите не веруваат дека Судскиот совет ја штити независноста на судството. Дали можеби сметате дека ова представува проблем со легитимитетот на Советот? Значи, тоа беше актуелно како прашање изминатиот период, дека добар дел, 70% како беа таму проценти, дека немале доверба во Советот како тело, како членови. Значи, морам да, тоа е состојба, да ја кажам, таа состојба која што јас, кога дојдов во Советот, бев на национална листа и мене ме гласаа колегите низ цела држава, сите колеги судии гласаа, имаше 6 кандидати. Има голема разлика и мене ме избраа, со голема разлика во однос на другите кандидати. Сега замислете, тогаш беа околу 500 судии, 520-30 судии беа 18 година. Замислете како може тоа на 500 судии да извршиш влијание и да бидеш избран за член на Судски совет, ако тие колеги, мнозинство, нема доверба во тебе. Сега летниот период, значи месец јули, кога беше спроведен повторно избор на член на Судскиот совет од апелаторно подрачје Скопје, каде што имавме 20 кандидати, кандидатката која што е член сега на Судскиот совет, која што е избрана, исто така на апелаторно подрачје Скопје е негде околу 180-200 суди колку гласа, значи ја избраа колешката која што е. Сега повторно се поставува прашање. Станува збор за 180-200 судии. Како тоа може некој да влијае на овие колеги судии за да се успее да се постигне целта да се одбере тој кандидат? Сега, контрадикторно на прашањето дека се нема доверба, значи мораме да гледаме работиве многу пореално. Ако се нема доверба или ако не се постигнат очекуваните резултати од одредена личност, затоа е предвидено можност да се поведе постапка за да се разреши овој член. Значи тоа е предвидено во законот. Инаку од друга страна, јас во неколку наврати ги охрабрувам колегите судии. Значи најпрофесионално, најкоректно. Тоа се судии, тоа се високоинтелектуални луѓе кои што работат со закон и ги знаат своите права. Доколку сметаат дека нема доверба и ако се конкретизира од кои причини нема доверба, значи во тој случај треба да бидат многу транспарентни и да покажат свој став со предвидени законски рамки дека може да барат од одреден член доколку сметаат дека не ги исполнува нивните очекувања, таму се пропишани во законот кои се тие обврски на членот да постапува соодветно, односно професионално во своето работење, за да се тоа утврди. Инаку знаете, од ова што го спомнавте дека станува збор за анкети кои што се спроведени анонимно. Вообичаено при анонимни анкети се представува една состојба која што јас очекувам тоа транспарентно, јавно, во име на судии, како судии, да ги кажат овие проблеми, аномалии. Не може да дозволи судија да трпи влијанија или да трпи некакви непријатни односи во делот на своето работење, а за сето тоа да го заскрива зад јавноста, односно пред Советот, а од друга страна во анкети тајни, каде што, како викаме, без име и презиме да го истакнеш. Во тој дел не се согласувам. Тука може да се надоврзам со прашањето за притисоците кои што ги овелодени председателката на Врховниот суд Веса Адеми, која што кажа дека судиите таму се под притисок за да ја оживеат амнестијата на поранешниот председател со цел Груевски да може непречено да се врати. Дали вие имавте сознание за такви притисоци, бидејќи како судски систем би требало да разговарате за проблемите и предизвиците што ги имате? Беше актуелно ова прашање, значи во изминатиот период, значи каде што председателката на Врховниот суд истакна медиумски, тоа го разбрав од медиумите, дека беше актуелно, дека за наводно некакви притисоци и токму од овие причини ја повикавме како Судски совет да дојде да ни ги каже притисоците. На нашиот закон за Судски совет, согласно член 2 од истиот закон е предвидено дека Советот
ја гарантира заштита од било какви влијание, меѓу кои политички, на судиите. Редот на нештата е таков, каде што судија, доколку трби вакви влијание, може да го пријави тоа во Советот, евентуално може да го пријави во обвинителство и системот да си преземе мерки за во заштита, да се стави во заштита на овие вакви судии. Во конкретниот случај станува збор за судија на Врховен суд, председател на највисокиот суд во државата, кој што воедно е и член на судскиот совет по службена должност. Очекував во таква состојба многу легитимно, многу реално, многу законито, правилно за ваквите аномалии, доколку се такви како што ги представуваат, да се истегнат на местото каде што треба. Вака јас разбрав од медиумите, не само јас, дел од членовите, колегите, дискутиравме поднос на ова прашање, на колегиум, разговаравме и дека оценивме дека треба да ја повикаме да дојде да си каже доколку редот на нештата е таков, да те повикаме, да дојдеш да разговараме, да си каже своите проблеми, за да се обидеме, односно да застанеме за заштита на овој судија. Како и да е, со оглед дека поднос на оваа состојба, поканата ја доставивме, но возвратно немавме одговор, односно не се појави колешката, така што остана да тоа некако... Како го толкувате ова што таа не се појави? Дали може би таа смета дека вие како тело не можете да ја заштитите? Па видите, сега јас како тоа го толкувам, тоа е по моје убедување, сметам дека е недоволно професионално, според моје убедување. Во спротивна улога јас би постапил по закон и би седел тамо каде што е законски уредено тоа. Од друга страна, како рековте дека дали не почитува или нема доверба, значи, пазете, јас, тоа е моје убедување, но сметам дека по службена должност, знаете тоа дека и колешката е член на Советот. И во овој случај, иако согласно законот, овие членови по службена должност немаат право да гласаат, но апсолутно имаат право да дискутираат за сите реални проблеми. Значи, улогата на законодавецот и уставот е токму од таа позиција, да бидат присутни, да ги следат состојбите, а од друга страна да дават свој придонес во решавањето на проблемите. Значи, улогата на председател на Врховен суд и како може да придонесе за решавање на проблемите. Тоа е еден член кој што, значи, може со своја дискусија да придонесе во голема мера со своето искуство, со своето познавање на состојбите во судството, на највисокиот Врховен суд, што значи дека сметам дека е потребно да присуствува на седници, од друга страна да се носиме со реалните проблеми, од друга страна и за вакви ситуации кога имаме, значи, тоа е местото каде што треба да се отворат овие прашања, да се дискутира за реалните проблеми и така. Уште еден член по функција, како што знаеме, министерот за правда, Кренар Лога во овој случај. Едно од вашите последни соопштенија беше дека немате намера да војувате со него. Гледаме дека немате никаква поддршка. Што мислите за ова? Видите, значи, имаше така најава во некој од медиумите дека било изнесено дека се отвора војна, отворена војна, така некако, сега не се сеќавам на детали, но знам дека така ми беше пренесено. Во неколку наврати јас го повикувам министерот за правда. Ја користам и оваа прилика. Министерот за правда, кога има реални проблеми, а и вообичаено, значи секогаш има тези своји видувања, да може да придонесе за решавање на таквите проблеми. Сега пазете, точно е дека препораките на Греко и на други институции се дека да не учествува заради некакви политички влијани се тоа. Но, замислете, поентата на сето ова е дадена да не учествува и да не влијае во однос на избор на суди, за како детектирани проблеми за разрешување на суди, како што имало претходно во изминатиот период, па нели зазема страна и оваа страна влијае на страната, на делот членовите каде што може да има реален проблем во тој дел како одлука. Но, значи, ние имаме многу мал дел во Советот на седници кога имаме изборни или точки за дискусија на седница или за разрешување. Генерално, во најголем дел имаме тековни реални проблеми. И сега, еве да речеме, замислете, администрацијата најавува штрајкови веќе 4-5 месеци,
од друга страна, како ние, како судски совет, да допреме до извршната власт, ако непосредно не се слушнат проблемите за судови, за основните судови, за апелационите судови, за судовите, за Врховниот суд, како ние да ги решаваме проблемите дали за администрацијата, како да ги решаваме проблемите за недостаток на суди, како ние тоа ќе имаме простор за размислување и да дискусија во парламентот, во собрание, кој ќе ги пренесе нашите ставови, доколку не се слушнат проблемите дека имаме недостаток на суди и да се најде начин како, дали со продолжување на старосната граница за остварување на пензија, како законско решение, дали со значи зголемен број на овие на академци за академија. Тоа мора тоа е улогата на министерот за правда, да се соочи со реалните проблеми, да ги слушне проблемите во судството и нормално да ги излобира, да ги пренесе во институциите каде што мора да законски тоа да се проседат. По однос на Министерство за финансии, исто така. Значи, преку влада мора да се пренесуваат тие реални проблеми во делот на финансии, во делот на плати и сите тие други реални проблеми. Тоа е улогата на, по моје видување, на представникот од извршната власт од ресорно Министерство правда за присуство на седници на Советот. Во овој дел ме интересира и вашето мислење во однос на одлуката на министерот да го разреши од Советот на ИКТ судијата Лазар Нанев и моментот што 20 членови на судскиот совет токму поради ова поднесоа оставка од Советот на ИКТ. Значи, одлука на министерот е дека доколку проценил дека смета дека веќе претходниот судија кој што беше член и председател на ова тело, ИКТ тело, по негово видување, доколку констатирал некои неправилности или доколку смета, јас не знам за какви неправилности станува збор, но по негово видување што он смета дека тоа е негова одлука, јас се почитувам таквата одлука. Тоа е кај што е тоа негова надлежност, не навлегувам во тој дел. Од друга страна, да, слушнав дека двајца колеги кои што се предложени од страна на Советот, дека како членови во ИКТ Советот, дека си поднале оставка и дека тоа е нивно право. Да ви кажам, тоа е пред 2 дена, како било тоа во викендот, да. Да, за викендот и еве не сум имал ни време за да се видам со колеги, да разговарам од кои причини што како одлучиле за овој нивни потек. Тоа е нивно право, не навлегувам во тој дел. Значи може да заклучиме дека претходно немаше никаква представка или барање за утврдување одговорност за судијата Нанев до судскиот совет. Значи, по однос на представки имало. Значи, не само за колегата Нанев. Значи, ние вообичаено, генерално во текот на една календарска година имаме околу 500 представки за судиите. Така да не е спорно дека да имало и за колегата Нанев. Но, во секој случај, повторно ќе истакнам, дека не навлегувам во делот на неговата одлуката на министерот за промена, односно разрешување од член на ИКТ телото, затоа што претпоставувам дека има своји причини од кои смета дека тоа е добро решение. Не навлегувам во тој дел. Уште еден актуелен случај е назначувањето на председателот на Граѓанскиот суд Скопје, судијата Бесник Авдија, за кого беше објавено нели една контроверзна снимка од неговото работно место. Дали сметате дека покрај ова не е ништо спорно во неговото назначување? Значи вака, по однос на изборот за председател на на основниот граѓански суд во Скопје, каде што е избран судијата Бесник Авдија, само вака, кратко ќе елаборирам за да јавноста стекне свој доем. Значи, овој колега судија, кој што беше кандидат за председател на граѓанскиот суд во Скопје, беше кандидат и 19-та година, тогаш беше избран сега претходниот председател, беше како конкуренција, заедно беа. Тогаш се појави некаква видео снимка во делот каде што некаков лик, каде што има разговор, коментар со друга женска особа. Станува збор за некакви приватни, за сопругата на, така се слуша тоа, за сопругата на судијата, но во секој случај, тоа беше разредувано тогаш на колегиум, колку се сеќавам, тоа беше некаде 19-та година, а произлезе некаков податок дека наводно оваа снимка е од 2017 година. Сега,
Значи тогаш не беше избран овој колега, помина друг колега, председател, и за сите овие 4-5 години, колку е периодот, значи немаше никаква реакција, односно немаше никаква констатација како овој судија, значи продолжува да работи како судија, остварува резултати за целиот овој период. И сега кога се повторно отвори прашањето за повторно избор за председател, каде што конкурираше овој колега судија и меѓу другото па беше и единствен кандидат, од тоа што знам дека со рангирањето беше само тој кандидат. Повторно на неколку ден-два пред седницата се објавија ваквите содржини од таа видеоснимка. Значи, сега се поставува едно прашање. Ако е тоа од таква содржина, како што пласира во медиумите, и ако е тоа веќе загрижувачки за личноста за одредена личност како судија, како статусна судија, како за овој период овој судија функционирал работа, значи не е детектирано никаква аномалија претходно, и сега кога дојде повторно избор, повторно се отвара тоа прашање, без да имаме конкретно, дали конкретно утврдено од страна на соодветни институции, дали станува збор за автентичност на овој разговор, дали станува збор за снимката како снимка токму во судот, дали станува збор за женската осуда која што е вработена ли е во судот, какво е нејзиното својство. Значи има многу отворени прашања, овие прашања остана неодговорени за целиот изминат период. Колегата судија за овој период има исклучително добри резултати, има добра програма за председател на суд. Беше единствен кандидат, немавме избор меѓу друг. Од друга страна, има менаџерски способности, која што е констатирано од страна на сите колеги во Советот, и така, колку мислам, се сетјувам, мислам дека едногласно е избран. Така да, мораме да го истакнеме тоа, дека некогаш некој очигледно има своја агента или цел за да одредени материјали ги представува при одредена состојба. Инаку, не бегаме од таа состојба ако е тоа по однос на интегритетот проблем, значи нека се отвори, нека се докаже дека е тоа така, тврдено дека во судски процес, дека имало некакви, како викаме, недозволени разговори кои што искрено од тоа што го гледаме дека не станува збор за некакви приватни разговори, за сопругата таму се зборува како. Колегата судија во овој случај го помина тестот за интегритет, психолошкиот тест, има добри резултати и немаше причина за да не биде избран. А од друга страна, доколку се утврдат и за овој случај, и за други случаеви, некои аномалии кои што се недозволиви, Советот е тука. Уште едно прашање само во делот на актуелните случувања, а тоа е вашето мислење за пресудата за случајот Феро Инфест против ИРЛ. Се работи за пресудата против истражувачката репортерска лабораторија, каде што судијата, меѓу другото, вели дека новинарите на ИРЛ не се новинари и може да се соочат со забрана за работа. Дали судот воопшто има ингеренции да одредува кој е новинар, а кој не? Добро, и тоа е актуелно во последниот период како предмет, како пресуда, одлука, слушнав од медиумите, но знам и дека веќе има представка во Советот каде што се работи по однос на ова. Инаку вака ќе истакнам дека добро е што станува збор за првостепена одлука. Оваа одлука нормално незадоволните ќе имат право на жалба и ќе го искористат тоа право, каде што второстепениот суд ќе има своја одлука. Не навлегувам во делот на одлуката, бидејќи тоа е врз основа на докази кои што ги ценел судијата, ниту можам да ги знам доказите, ниту можам да ги ценам таквите докази. Судството е така поставено што на секоја одлука следува право на жалба на повисокиот суд, каде што повисокиот суд ќе ги анализира сите овие докази во прилог на предметот, односно жалбата, и ќе донесе одлука. Инаку нашиот дел како судски совет ќе утврдиме со оглед дека истакнав дека веќе има таков допис, односно представка која што ќе биде разгледана и ќе биде предмет на дискусија на седница. Во секој случај, поставеноста на судската мрежа или поставеност на судството е такво не само кај нас генерално. Значи имаме првостепени, второстепени, третостепени судови каде што ако е направен пропуст, ако имаме проблем во одредена фаза од судството, во одлуките, секогаш второстепениот, односно третостепениот
орган, односно суд ќе ги решава овие проблеми. По интенција или иницијатива на незадоволната странка. И сега замислете во тој дел дека како е поставено сега, значи ние сме во тој дел како Европско судство, отворено судство, сме членки во тој дел на можност да и во Страсбург повреда на човеково право можеме да остваруваме по исцрпувањето на сите овие наши првостепени, второстепени, третостепени судови да го остваруваме ова право и до Страсбург. Така да оставиме второстепените судови да си го кажат своето. Брзостува на анализата, доказите, материјалите во прилог на предметот. Какви се вашите измени во однос на вашите мислења, се извинувам, во однос на измените на кривичниот законник кои нели беа донесени експедитивно и овозможија застарување или намалување на казните за дела од висока корупција? Добро, по овој дел јас веќе дадов свое видување и претходно вака по медиумите. Генерално сметам дека не бевме вклучени во некаков процес на свое мислење или своји ставови, како судски совет. Од друга страна, лично сметам дека транспарентноста, тоа што кажав на почеток, дека причините, од кои причини, целите, за кои цели, последиците, евентуално за последиците секако, некако сметам по моје видување дека не беа доволни, но сега тоа е реален проблем во делот на тоа каде што, констатираме состојби каде што обвинителство нормално по закон ги повлекува овие предмети, дел од овие предмети поради настапена застареност. Судот утврдува таква состојба и сепак на крајот последиците ги носи како доверба, односно недоверба судот, бидејќи е ставен во состојба да го почитува законот. Така да, како судска власт во овој дел, морам да истакнам дека сме ставени во една неповолна ситуација, каде што перцепцијата ја носиме ние како судство, а законите се тие кои што ги донесува парламентот и, пазете, судството мора да ги почитува таквите закони. Значи, дали некому му се допаѓа тоа или не, законот е тој и мора да се спроведе, а од друга страна, јас повторно барам тоа да се дистанцира, дека да не ја бараме вината или придонесот за таквата констатација за застарување на овој дел на предмети во судовите. Веќе го кажав тоа и претходно, дека во делот на транспарентноста мислам дека беше недостаток овој дел на измени на кривичниот закон. Инаку, ќе се надобрзам на прашањето, Ангела, дека имаме состојби каде што факт е дека за изминатите години некако беше спора правдата за некои сензитивни предмети, од аспект на тоа дека познати во јавноста за одредени политичари, за одредени бизнисмени и така познати во јавноста како предмети кои што беа оформени најголем дел од специјалното јавно обвинителство. И овде можам да кажам дека се согласувам лично и како граѓанин, и како судија, па и како председател на судски совет, дека правдата беше некако спора. Сметам дека тука, како правосудство, мораше да се посвети поголемо внимание, особено од делот на времетрајањето на овие постапки. Имавме состојби каде што завршено правостепено утврдување на постапката, каде што во најголем дел, колку што ни е познато, имавме осудителни одлуки со изречени казни затвори и се случи да по право на жалба од страна на бранителите, обвинетите, се укинуваа овие предмети, кои што предмети по известно време се вратија повторно на судење. Сметам дека како судија можеби, не можеби, убеден сум дека во најголем дел можеше да се постапува пред второстепените судови, да се отвори јавна седница, да се отстранат евентуалното негативните или прекршување на некои процедурални процеси во текот на работењето пред првостепениот суд. Не беа теа такви нужни повреди по моје убедување. Сега не сум бил дел од таквите предмети, но од друга страна сметам дека во најголем дел можеби требало второстепените судови да ја отворат јавната седница и да го отстранат тој проблем, ако констатирале проблем, за да може да се завршат таквите предмети. За жал, морам да констатирам дека
добар дел од овие предмети беа со така временски многу гломазни, многу временски период и на крајот со измените на кривичниот закон се случи тоа што се случи во делот на за констатирањето на добар дел од овие предмети да бидат застарени. Тука ќе се надоврзам со состојбата на судовите, која што нели е дефицитарна, па можеби незиното пополнување ќе придонесе кон некоја побрза правда. Знаеме дека наредните 2 години се критични за судството, бидејќи голем број судии ќе одат во пензија. Како ќе се справите со ова? Значи вака, добар дел од одговорот на прашањето зошто се разликуваат дел од постапките за овие такви сензитивни предмети е, меѓу другото, и с голем обем на работа како предмети, што е неспорно, значи факт е дека има голем број на предмети, прилив на предмети, од друга страна дека се намалува кадарот како суди, како суди кои постапуваат по овие совети и така, поради остварување на право на пензија, поради кариера, некој избран во повисоки судови и така. Сега, тоа е одговорот на делот на прашањето од гледиште на судиите. Добар дел од одговорот. Но, вака сега, состојбите се такви каде што имаме ние преодни генерации, судии кои што беа избрани во периодот на 90-те години, сега остварија право или остваруваат право на пензија, старосна пензија. Јас веќе дадов такви параметри како состојби, значи за 2021, 22, 23 година, за 3 години, некаде по 47-8 до 50-23 суди заминуваат во пензија, што значи дека за 3 години остваруваат право на пензија до крајот на 23 година, за последните 3 години околу 150-160 суди заминуваат во пензија. Од друга страна, значи факт е дека имавме застој на производство на кадар за судии од страна на Академијата за судии и јавни обвинители. Што значи дека реален застој имаше за периодот од 2015-2016 година, се до некаде сега до актуелниот период, каде што сега посетуваат настава околу 9700, значи овие кандидати за судии и обвинители. Веќе претходно сега во неколку овие претходните 2 месеци избравме 30 судии, млади академци. Факт е дека сега тече огласот, односно процедурата за избор на 130 нови кандидати академци кои што би биле за наредниот период и се најдовме во една ситуација каде што поголем дел процентуално како бројка заминуваат остваруваат право на пензија, како рековме судиите кои што се избрани таму од периодот на 90-те години, а треба да влезат нови генерации во судството. Сега тој дисбаланс што влегуваат помал дел на судии како кадар од академија, а од друга страна што цели генерации заминуваат во пензија, тоа е веќе проблем кој што некој требало многу предходно да го предвиди како човечки ресурси, како состојба која што да не се доведеме во ваква ситуација, но морам да истакнам дека тоа е периодот од пред 5-6 години, кога е испуштен тој период и сега е веќе тие последици. Сега ме прашате како ќе се носиме со оваа состојба. Не е лесно, верувајте дека не е лесно, затоа што имаме генерално секаде недостаток на судиски кадар, од предвидениот по систематизација до состојбата која што значи е на терен. Сега, само морам да истакнам тоа, дека имаме состојби каде што, верувајте дека имаме суд каде што немаме судија. Тоа е Основен суд Берово, станува збор за овие помалите судови, значи Основен суд Крушево. Сега замислете, имаме суди каде што со надлежност, проширена надлежност, каде што да речеме Основен суд Прилеп, од по систематизација, мислам дека се 18, нагло заминаа во пензија со како генерација 8-9 души, каде што од души судии кои што останаа со 4 судии, со 5 судии. И сега замислете, тоа е одлика на целата територија на државата. Најмногу се исто така рефлектира таа состојба со намалување на кадар во високите судови, бидејќи тука се колегите со поодминати години и се соочуваме со таков проблем каде што во догледно време, значи за наредните година-две, тоа имаме анализа и тоа го истакнувам, дека за наредните 2 години ние ќе имаме состојба каде што добар дел и од постоечкиот кадар во Врховен суд заминуваат во пензија,
од апелациите во државата, исто така во најголем дел заминуваат во пензија, така да тоа ќе биде еден реален проблем и ово да се во делот на овие реформи, каде, како викаме, работни групи, сето тоа, значи, мора ова да го предвидат на време, да направат една анализа, анализата ја имаме ние, но сето тоа да го земат во предвид и да најдат соодветен модус, начин како да го решим овој проблем. Сега тука се повикувам на анализата, не само на овој министер, и за претходните министри за правда, каде што требало ова да го предвидат, каде што требало ова да го истакнат, за да се најде начин како да не се доведеме ваква ситуација, но тоа се веќе поминати времења, а ние сега ги носиме последиците. Еден од последните избори што треба да го направите е изборот за во апелациониот суд. Мислам дека има 59 кандидати пријавени, а треба да се изборат 8. Листите се нели веќе направени, односно рангирањето, дали ќе се водите по него или можеби ќе превагне некој конкретен квалитет на одреден дел од кандидатите? Значи, еве, интервјуто е денес на 13, како на 15 е закажана седница, тоа е во среда, и очекувам да се изврши избор на овие 8 кандидати, 8 суди, кои што 4 се за граѓанска област и 4 се за кривична област. Кандидатите се 58 или 9, мислам дека беа, дека по број како апликации. Од друга страна, морам да истакнам дека ова е рекордерно, веројатно рекордно за овој период со време трајање на овој оглас за избор. Од 21, од 6 месец, мислам дека е почната постапката, па еве дојдовме до таа ранг листа која што е спроведена по новата методологија. Морам да кажам тоа да биде јасно за граѓаните, дека ова ќе биде прв избор спроведена по категорија, односно по процедура брзоствена на методологијата, а согласно со новиот закон за судски совет. Значи, имаме состојба каде што се спроведе оваа методологија за прв пат. Од друга страна, значи, верувајте дека ова е исклучително многу гломазен и сложен процес. Имаме состојба каде што на два дела. Едниот дел го спроведува судскиот совет по однос на постигнатите резултати, како квантитет, по број на решени предмети, утинати предмети, и тука се добиваат бодови. Но 60% значи се спроведува оценувањето на судиите и врз основа на тоа оценување се добиваат бодови, каде го спроведуваат самите судии од повисоките судови. Значи, тоа беше еден процес кој што се одвиваше временски долг период. Од друга страна, така е направен законот каде што за оценување на одреден судија беше потребно да бидат застапени од сите апелаторни подрачија. Значи, од 4 апелаторни подрачија требаше да има член на таа комисија, работна комисија, која што врши анализа и оценка на одреден судија, за да се добијат тие нели бодови. Сега, како резултат на таа гломазна и сложена процедура, па имавме фаза кога требаше да се следат судењата на судиите, каде што членови на советот се упатени како комисија за да го следат судењето, и тука се вршат повторно, за секој судија поединечно се вршат овие повторно бодирања. Па сега на таа состојба па имате право на приговори, па имате право на второстепена ова одлука. Значи, сето тоа допринесе да биде временски многу така речено изгубено време или потрошено време за околу 2 години. Во секој случај дојдовме до крајот. Крајот е каде што еве закажана седница и треба да бидат избрани овие кандидати. Со тоа што морам да истакнам дека во најголем дел овие судии кои што се апликанти, верувајте дека станува збор за една генерација судии кои што така имаат стаж од некои си 10, 15, па и 20 години и веќе се доволно искусни и квалитетни за да можат да бидат судии на повисоки судови. Станува збор за 8 судии кои што очекувам на наредна седница да бидат избрани. Председателе, накусо само на крај неколку конкретни прашања. Исклучувањето на јавноста од 441-та седница го карактеризиравте како нарушени меѓучовечки односи. Какви се тие во моментов во судскиот совет?
Вака, по однос на исклучувањето на јавноста, јас морам да кажам дека јас тогаш бев член на Советот. Советот донесе едногласна одлука. Советот беше сочинет тогаш и од колегите кои што потоа се даде оставка. Кога велам едногласна одлука, одлуката беше разредувана и одлучено така да се постапи, бидејќи на оваа седница беа изнесени работи кои што за нарушени меѓучовечки односи меѓу одреден дел на членовите. Сега видите, од оваа дистанца или не од оваа дистанца, после тој период, значи јас морам да кажам дека можеби е грешка. Најверојатно е грешка, бидејќи некојаш можеби треба јавноста да слушне што се дискутира по однос на одредени членови. Инаку, знаете, после таа состојба, кога е исклучена јавноста, Советот почна да трпи критики, дека нешто крие за сето тоа, дека друга интенцијата, се припишуваа разни причини, зошто е исклучена јавноста, како е исклучена. Но, поентата на Советот, верувајте дека беше само да не се изнесат пред јавноста работи кои што претходно, кои што беше предмет на седница и каде што се имаше онаа дискусија помеѓу председателот и заменикот, беше тоа невкусно и од размислување на членови на Советот одлучивме да ја исклучиме јавноста за да не бидат повторно предмет на ваквите состојби лични, каде што некој ќе каже нешто за друг или слично. Во секој случај, од оваа дистанца, верувајте дека јас лично сметам дека е грешка и можеби требаше па јавноста да процени дали може да се работи во таков амбиент, дали може да се работи во таквите услови и какви резултати ќе произведуваме во таквите услови. Но прашање беше само во однос на тоа какви се меѓучовечките односи сега. Да, тоа сега ќе го потенцирам. Пазите, јас сум избран за председател веднаш после таа состојба кога се разреши претходната колешка и причина беше нарушените меѓучовечки односи во голем степен. Главна преокупација на мене како председател, а и предлогот за да бидам јас председател, колегите проценија дека можеби тоа сум јас кој што можам да допринесам да ги надминам прво и основно меѓучовечките односи. И сега видите, главна агенда ми беше кога се нафатив дека да се обидам да ги надминам овие проблеми меѓу колегите за да можеме да функционираме, да работиме. Се нафатив и сега пазите, ако кажам дека еве за јас сум 6 месеци председател на Судскиот совет, во целиот овој бурен период со разни критики, со овие како рековме нарушени меѓучовечки односи, искрено не сум задоволен и сметам дека можеме многу повеќе, но задоволен сум дека е надмината таа состојба што е била тогаш. И сега пазите, можеби треба време, 6 месеци е краток период, но од друга страна, дека имаме резултати, дека постапуваме, дека функционираме и дека можеме и многу подобро, тоа сум убеден, давам многу од себе, верувајте, во делот на тие меѓучовечки односи, премногу давам од себе за да се надминат, но видливи се успеси, видливи се, значи, поместување на многу подобро, но од друга страна, дека уште треба да се работи, тоа нема дилема, дека некој кој што допринесува да бидат таквите состојбите, треба да се, како да речем, да се надмине и со наша, како викаме, директна и индиректна посветеност, помош, за да можеме да функционираме. Знаете, во нарушени меѓучовечки односи нема резултати, нема ефекти, а работиме во динамичен период кога сме на осврт на критика, а кога имаме критика треба да имаме добри резултати, видливи добри резултати, за да можеме да се надминеме од овие состојби. Има ли надеж за нашето правосудство или ни е потребен сеопфатен рейтинг? Видете, значи, надеж за нашето правосудство, јас верувам дека има и имаме ресурси, квалитети и правна култура како подневие за да можеме да имаме доверба во судството и да се надградува таа доверба. Проблемот е што некако за изминатиот период со години, значи, ние имаме состојба кога робуваме на некои несоодветни законски решенија, а тие законски решенија се производ на некој изминат период кога тоа биле можеби најсоодветни. Сега пазите, времето се движи, времето оди напред.
Сакаме од една страна, стремиме да ги пратиме сите тие светски и општи системски вредности и нови времења, а од друга страна имаме состојба кога работуваме на некои законски процеси, процедури кои што се од некое изминато време. Сега, апсолутно сметам дека треба да се отвори прашањето за законот за судови, каде што делот на надлежноста, каде што, тоа го кажав и претходно, имаме ние проблем со судската мрежа, имаме подрачје каде што имаме мали општини со 10.000 жители по пописот, ќе видиме дека добар дел од овие општини имаат по 10-12.000 жители. И замислете сега, во овие судови, кога некош било во овие места каде што некош било оправдано постоењето на суд, сега се уште ние имаме основни судови во таквите подрачија. Од друга страна, потребата од 10.000 жители за тоа пристап до правдата, за да се возможи, има друг начин, можност како да се тоа со преземање на овие судови, како оделение на поголемите судови и да биде повторно достапна правдата, а од друга страна да биде тоа во текст со новото време. Затоа треба да се отвори законот за судови во догледно време и да се направат реформи од практичари каде што ги согледуваат тие реални потреби. Овде ќе потенцирам и друга работа во делот на пратењето на состојбите. Еве, добар пример ни се обкружувањето. Значи, каде што и тие детектирани проблеми се веќе, решени или се решаваат, каде што, во делот на тоа што профилираме за една апелација, 4 апелации кои биле како едно решение, во смисла на тоа да циркулира предметот, предметот од Скопје, од Основен суд Скопје, да има можност по АКМИ системот да биде во Битола, од Гостивар да биде во Штип. Значи, тоа ако би било во едно таква поврзувано со АКМИ систем, каде што поделеност на трудот, ќе се добие поделеност на трудот на судиите, уедначена судска пракса, значи, тоа се новите решенија кои што треба да се седне и да се размислува и многу проактивно и многу побрзо. Имам чувство дека кај нас тоа е многу пасивно, се детектираат проблемите, па повторно ќе се дискутира за тие исти реални проблеми, но никој да се отвори тоа као прашање и да се реши. Така да, надеж за правосудството има, но треба посветеност, реално и системски да се реши проблемот каде што е проблем. Само ќе истакнам и тоа дека имаме ново судство, значи ние за наредните 2 до 3 години ќе имаме состојба каде што некаде околу 70 до 80% ќе влезат нови кадри. И сега, ако имаме ние суди од новите генерации, од академија, сега замислите процесот кој што е проследен во делот на академијата, а од друга страна, за да се стекне со таа форма на кандидат за судија, па избран за судија. И сега, за краток период, кога имаме младо ново судство, од друга страна, спомнате за ветник. Ветникот е природен во овој случај. Добар дел од колегите заминуваат во пензија, од друга страна влегуваат нови кадри, еве го новото судство. И надеж дека можеме да имаме, да речам, солидно судство кое што ќе имаме добар во него. Благодарам на разговорот. Добро, благодарам јас на можноста да дискутираме, да расправаме за вакви теми. Стоиме на располагање за да можеме да резонираме и да можеме да дискутираме за ваквите реални проблеми. Благодарам јас на можноста.